Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески, и денеска се дружиме еден ден пред завршувањето практично на оваа работна седмица и одбираме нова тема која што е од областа на економијата, но е поврзана со политичка тема за која што веќе разговараме долги 2 декади, да речеме. Веќе можам да ви ја најавам темата долу, значи она што ќе го разговараме денеска, македонските вина стана повардарски. Не дека е некое изненадување, се разговараше доста во изминатите периоди токму на ова прашање, но за да се подсетиме точно за што ќе разговараме, одиме со прилогот на колешката Сонја Јанковска од вчерашното издание на Економските вести во информативната програма, потоа со рекламите и се враќаме во студиото. Географската одредница повардарски ќе го забави извозот на македонското вино, предупредуваат агроекономистите. Укажуваат винарниците уште од сега да почнат со агресивна кампања на странските пазари, за да им објаснат на потрошувачите дека се работи за истиот вкус и квалитет, но под брендот повардарски. Треба трговците, односно производителите, маркетинг агенциите брзо да реагираат да се таа замена направи безболно со убедување на потрошувачите, тоа истиот квалитет, исто подрачје, само што сега е ставено поблиско името на подрачјето во што се произведува, а не широко име на Македонија. Географската одредница се воведува како неминовност за да се деблокира овој бизнис, кој исто така беше заглавен во дводеценискиот спор околу името, кое дома се брани со сите форми на патриотизам. Тоа е принуден начин. Ние сме принудени, затоа што тие што го почитуваат гарантира заправо заштитата на географското потрекло на одредница, тие што го почитуваат тоа, тие нема да увезуваат наше вино по тоа име. Така да тоа е, ние сме принудени тоа да го направиме. Сите знаат зашто е тоа, дека Грција ни прави проблеми, затоа го менуваме тоа. Според регулативите, македонското вино наменето за извоз во еврозоната треба да содржи уверение Евро 1, односно документ кој е доказ дека виното потекнува од Македонија. Согласно европските правила за вино, класификацијата се прави според потеклото на виното и географската одредница. Во случајот со Македонија станува збор за географска одредница. Она што дополнително може да предизвика проблем е потеклото на земјата. Сега македонските вина се извезуваат под името Македонија. На винските шишиња ќе се потенцираат две работи: вино од каде ќе стои повардарско и произведено во Македонија. Грција уште од 1989 година во Европската комисија дел од вината ги регистрираше со географска одредница македонски, повикувајќи се на регионалното потекло. Најголем избор на телевизиски канали, Спорт Клуб, Спорт Клуб Плюс и Спорт Клуб Прайм, без доплата, најбрз и неограничен интернет. Бесплатни разговори во мрежата на Телекабел, без обврзувачки договори. 16 години со вас, Телекабел. Патничко осигурување од АД осигурителна полиса. Брзо и ефикасно решение во случај на здравствени проблеми. АД осигурителна полиса. Така се вративме назад во студиото. Ако некаде планиравте да излегувате, немојте да излегувате, надвор е премногу жешко. Останете дома, догледајте ова емисија, ова издание на Очи во очи, потоа веќе ќе се стабилизира времето. Повелете кој ни се јавува како прв гледач во денешното издание? Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете, ве слушам. Имам среќа и упорен сум пишмановски на телефон, повторно да бидам ваш прв или втор соговорник. Ете тоа да им го кажете на оние гледачи кои што велат дека никако не може да добијат, дека доколку се поупорни ќе добијат. Решението е во тоа да се јават на време, иначе ако во текот на емисијата бараат да се случат, тоа е тешко бидејќи има многу јавувачи. Предпоставувам. Повелете. Да. Темава вие ја најавивте како економска и политичка, јас апсолутно би рекол дека е политичка, изразито политичка. Економските реперкусии можат да се надминат, ќе бидат мали или
незнатни, големи, не знам таму, али темата е 100% политичка. Така, коренот на целата... Оние што во изминатиот период 20 на години настојуваат да ни го сменат името, пробуваат сега еве на овој начин со промена на нашите продукти, нашите производи, да ги крстат повардарски. Така. Прашањето е многу смешно, јас не знам од каде точно доаѓа, бидејќи по вардарски, и тоа е широк географски поим, Вардар тече и до Солун. Тоа сакав и јас да искоментирам, дека Вардар исто така го има и во тој дел, малку ми е... Да, а од друга страна, ако стои по вардарски продукт од Македонија, тоа пак нема да се прави разлика дали од Македонија Грчка Македонија или од Македонија Република Македонија. Така. Значи, ова е само еден пробен балон на тие што вршат притисок да пробаат да се обидат барем на еден начин да не скршат. Така. Моje мислење е до надлежните дека не треба тоа да се прифати, а за извозот на виното и за економската добивка од продажбата на виното мора да се барат други алтернативни начини и пазари. Има во светот земји на кои им треба вино и ќе се најде соодветна цена и така натаму, без да се промени името, дека потеклото на виното дека потекнува од Република Македонија. Така. Благодарам, толку имав. Ви благодарам, господин Пишмановски, поздрав до вас и посакувам убав ден. Дали веќе се слушаме со следниот гледач, повелете? Здраво, Македонијо. Господине Кавраков, повелете? Поздрав. Поздрав и до вас. In vino se veritas. Значи, во виното е вистината. Така. Ајде сега да видиме за проблемот. Ова е голем проблем, господа. Во Македонија до пред 3-4 години имаше само 20 винари. Сега са 80. Тие са суфицит, са превише за Македонија. Во нив инвестираше владата преку буџетот. Сега, не буџетот, него ние граѓаните го полниме буџетот. Значи, ние и помогнавме со бенефити и со сите промоции во странство инвестираа граѓаните на Македонија во овие 80 винари и денеска има. Суфицит. Сите се во загуба. Така. Гарантирам. Сега, кога дојде малце лојалност да покажат према Македонија, од 80 само 8 нашле дека мора да променат нешто светот. Тие 8, односно 80, се ништо. Значи, тие 8 ќе се бележат самите себе и натаму сите бенефити треба да се прекинат од владата. Така. Тоа го зборам од име како граѓанин, како човек што дава од својата фамилија од устата. Затоа, ова е перфиден обид на меѓународната заедница во било кој дел да не скрши. И препорачувам другите винари, бидејќи има должност према оваа Македонија, да останат на своето, а тоа се значи македонска одредница. И се слажам се со првиот гледач дека повардари, еве, примере, заедно го користиме и грците и ние. Благодарам многу, приват. Ви благодарам за евувањето, поздрав до вас и посакувам убав ден. Дали се слушаме веќе со следен гледач, повелете? Добар ден. Добар ден, госпеѓа. Темава ви е навидум пола политичка, пола економска, меѓутоа спрема мене целосно е политичка. Така. Ќе побрзам со една наша народна поговорка. Посва тапани нема. Добро. Тоа беше и со ајварот. Така, кој што стана ајвер. Што ни го украдоа словенците и со се. Било што било како било, се случи ова. Не можеме понатаму нешто повеќе да направиме. Меѓутоа, ја како еден лаик за економија, еден лаик за политика, граѓанин на Македонија, која не си ја давам за ништо,
Ја мислам дека треба и ние со некоја и троштина да настапиме на европскиот и светскиот пазар. Так. Не мора да постои името Македонија, нека постои тоа и тоа вино од Неготино, тоа и тоа вино од Кавадарци. Па се знае Неготино и Кавадарци дека не се на Марс, кај се навоѓаат тие. Ја мислам дека така ќе им доскокнеме на грците кои што ни создаваат препреки на се нешто, а не по Вардарска. Вардар тече, како што рековте, до Солун. Така е. Тоа е мое лично мислење. Велам, не сум ни економиста, ни политичар, ама голем македонец сум. Тоа би било се? Тоа е се, да. Так, ви благодарам, ви посакувам убав ден, поздрав до вас. Тоа е она што го споменуваат еве и неколку мина гледачи досега, дека дали можеби недоброто решение кое што се направи околу вината е да станат повардарски, со оглед на тоа дека Вардар тече и во Република Грција, во областа Македонија, а кај нас на вината ги пишува дека се повардарски со производство во Македонија. Практично доаѓаме на истото како и претходно. Дали се слушаме со некого, повелете? Да, се слушаме, добар ден. Добар ден. Гледачот Витова. Повелете, господине. Мислам дека во прилогот кој што го имавте подготвено, требаше да дополните неколку работи. Добро. Дека кога грците го регистрираа виното како македонско, ние се уште спиевме. 89-та, го регистрираа ајварот како словенички, ние спиевме. Кога србите си го присвоија шарпланинецот како српски, ние спиевме. И сега зошто се чудиме дека виното стана повардарско? Па грците веќе ги имаат регистрирано нивните вина како вина од Македонија. Рековме, нели, бидејќи ова област се вика Македонија, која што е во моментот за жал поделена помеѓу 4 држави, од кои што трите нели имаат голем дел и еден мал дел Албанија. Добро. Но тие други држави не си спиеле, туку едноставно си работеле на присвојување на се што мислат дека можат да присвојат. И нели во светот, во трговијата постои на правило кој прв дојден, тој прв услужен. Значи, ако вие го регистрирате ова куче дека ова е српски шарпланинец, тој понатаму ќе биде српски шарпланинец. Так. Вие колку сакате докажувајте дека тој шарпланинец е автентичен македонски пест, нели, автентично македонско животно. Так. Исто така и со ајварот, кога во Словенија, значи, ниту пиперки нема за производство на ајвар, а ајварот стана српски, значи ова е сето последица на задоцната реакција на нашите институции, винари, значи сите оние кои што можат да регистрираат некаков си бренд. Мислите дека сме премногу заспани за многу работи кај нас? Па, можеби доцниме со некои работи. Так. Ајде да не биде премногу грубо да речеме заспани, затоа што нели во многу пати, во многу емисии, во многу контактни програми кажано е дека една држава не станала силна за 22, за 23 години. Овие се детски болести кои што ги прележуваме некако, но повеќето се на наша штета за жал. Затоа што нели денес го изгубивме виното, утре го изгубивме ајварот, по-други ден кучето и еден X други такви примери сигурно ги има на кои што во моментот не можам да се сетам, и така губиме многу од наши автентични производи кои што во светот се представуваат под туѓо име, под туѓ бренд. Така. И јас не би ги обвинул премногу винариите, затоа што секој кој што нешто произведува, бара пазар тоа и да го продаде. Нормално. Сега, ако вие сте спречени тоа да го продадете како производ од Македонија, а во Македонија немате толку голем пазар, затоа што станува збор за 2 милиони потрошувачи, така. И да не забораваме, многу македонци си ставаат дома вино, домашно, не го купуваат од продавница виното, вие ќе бидете приморани да барате некаков начин за да го продадете вашиот производ. Ајде да сублимираме тука тоа да биде се, за да може да оставиме простор. Так, се слушаме ли? Добро, дали веќе имаме следен гледач на линија? Ве поздравувам вас во Битола, ви посакувам убав ден. Само моравме да оставиме простор на другите гледачи. Во секој случај, се она што наведовте, секако се надевам дека допринесува во разговорот кој што го правиме. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Одлично искажување од гледачот пред мене. Од претходниот гледач, така. Во целост, значи, со него се согласувам
и би кажал дека само една работа дека не треба да се генерализира дека тоа е вина на целиот македонски народ, на сите македонци во Македонија, туку е вина на оние кои ја водеа Македонија до 1998 година. Тогашниот премиер кој за ништо око на кого за ништо македонско око не му трепнуваше. Па така знаеме дека беше уникатен премиер и уникатна влада која се откажа од државно знаме, кој после го замразија. Знам дека многу пати кога некаде сум одел со такво знаме или со мајица со македонско државно знаме, македонски символ или со македонски лав, како грб наш македонски низ столетијата пред нас, ме мразеле. Значи, со чудни очи ме гледале. А тие истите кои се подсмевале на носење македонско знаме или грб, мајици, така нешто, тие работи, тие исти, во независна Македонија носеа знамиња или символи на туѓа држава, или на мртва држава која не постои и ја нема повеќе. Сега, значи, тука е проблемот за ова што вака ни се случува, што кажа, значи, и претходниот гледач, дека некој со години, да родиме порано, ама овој барем овие 20 години наметнува раздор и негирање внатре во македонскиот народ на тие наши македонски особености и вредности. Па така гледаме значи дека дури и ако појдеме по нашите македонски продавници или маркети, како и да ги речеме, 90% има странска роба. Гледаме сега за мала заштита на наш македонски производ, наша македонска пченица, одма ни удираат контра, ни прават некои работи. А Македонија е преплавена со српски производи по нашиве маркети. Значи, тие, ако си го чуваат своето со децени и столетија кои да се околу нас, но ние ако покажеме малце свест, да негуваме оно што е наше, кој не храни, кој не крепи, тогаш имаме најголем проблем од тие кои се внатре во македонскиот народ, кои се поданици на овие наши, да речем, соседи, кои се со негирање кон нас како македонци. Затоа велам дека еден апел нека биде ова за ум на целиот наш македонски народ, поготово на оние кои роварат со децении внатре во нашиот народ, кои само негираат, омаловажуваат, не прават дехунзи, де сме биле ова, де сме биле она. Затоа велам, конечно, да си браниме се што е наше. Ова наша света македонска земја, Господ ја благословил да раѓа квалитетна, здрава македонска храна, да раѓа квалитетни македонски вина, кои треба и се што е наше да го заштитиме како бренд. Так. Велам, тука е направена грешка, значи што до 98 година, значи ајде да сублимираме околу, ајде да сублимираме, да оставиме простор. Тоа велам, значи викам дека треба да се помакедончиме сите до еден, да браниме, да чуваме се што е наш македонски производ, наш македонски бренд тука во Македонија и каде и да сме. Тоа е само ние решение. А лицемерие сега во моментов од оние кои со децении се македонско уништува, обезличува, па и знаме, па име на држава, па и другите особености, мразеа, плука по наши споменици од наши великани кои вика дека ќе ги рушеле, од такви Македонија нема аир. Так, со тоа ќе завршиме, да. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, со тоа ќе завршиме. Дали веќе имаме следен гледач на линија? Ало? Да, добар ден, се слушаме. Гледачот тај да не должиме многу, проблемов има два аспекти. Едниот е економски, едниот е политички. Так. Економскиот аспект е следен. Македонија извезува 95% од своето вино како наливно вино, а само 5% како флаширано вино. Сега, дали е уместност или не, за да брендирате било каков производ, има правила. Кои се тие правила? Прво во собствената земја, но во секоја земја, посебно вие треба да го брендирате. Не можете универзално, затоа што сте го брендирале во вашата земја, да го брендирате, да му ставите соодветно име и во друга земја. И тоа е скапо за нашите мали производители. Тоа представува голем издаток. И сега тие се борат со тие проблеми со кои што се борат. Добро. Во случајов, земете го, например, виното шампањско, шампање од Франција.
Конјакот е брендиран само како дека има потекло од покрајината конјак во Франција. Тоа не е проблем. Во вториот дел, оној што е продуктов, таму треба да се напише продукт, бидејќи ќе им прават проблем во Европската унија, Грција е таму блокаторот, треба едноставно да напишат МКД. Така. Нема никаков проблем во овој случај да се реши проблемот, треба да брендирате земји, тоа за тоа веројатно треба пари. Инаку, како проблем не постои проблем. Ние треба да го извезиме виното и било секој производ како краен производ, а не како репроматеријал, односно како виното што е наливно. И тоа после се преработува и се извезува како под некое 15-то име. Секој од својата винарија го произведува, да речам материјал, односно репроматеријалот е наш. Значи нема проблем, треба малку умесност, треба да се знаат прописите, правилата на игра, и сите треба да ги научат тие правила на игра и да ги почитуваат. Друго чаре нема во овој се. Тоа би било се? Тоа е се. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали веќе имаме следен гледач на линија? Имаме простор за уште 2 до 3 гледачи. Повелете. Ало. Да, добар ден. Добар ден. Повелете. Ке ве молам, многу ја ценам телевизијата ваша, посебно вас. Ви благодарам. Али овој прилепскиот клисар стварно више ни се гаде од него. Ја искрено не знам за кого зборувате. Не сакам никого да навредувам, ама тој во секоја емисија, на секоја телевизија, сведно исто, стварно више банален е. Так, добро. Истина, стварно веќе не иритира сите. Сите. Добро. Па седно исто во секоја телевизија, на секоја емисија, па ако знае нешто нека каже, ако не, му стајле некој чип у глави и све тоа, па тоа, па тоа. Па тоа е еден клисар, ништо друго. Добро. Ја се извинам за овој израз, али заслужува за многу полошо нешто да му се каже, али не би сакал. Ќе оставиме тоа на страна. Ајде, се најубаво. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и посакувам убав ден. Искрено не знам за кого зборувате, може би се уште не го препознавам гледачот за кој што говорите или не ми е познат од претходни емисии. Дали се слушаме, повелете? Ало? Да, добар ден, повелете. Намалете го тонот на телевизорот за да може непречено да комуницираме. Ало? Да, се слушаме ли? Се слушаме ли? Да, се слушаме, повелете. Јас се извинувам, се јавувам. Ова повардарски. Добро. Сега нема како што е повардарски, не може македонски, повардарски. Зашто да биде повардарски? На што се однесува ова повардарски? Например, еве од Прилеп вино не е повардарско. Значи е македонско виното. Так. Не може повардарско да биде. Нека биде од Прилеп, нека биде претходната гледачка што кажуваше, нека биде. Дајте нека се јави премиерот. Зашто сега не се јавува премиерот? Зашто да речи да видим инаку ќе одиме во Европа, а името ќе го менуваме. Како ќе го менуваме името? Зашто виното? Демир Капија, Неготино, Кавадарци, нека си стои името Кавадарци Демир Капија. А не е сега само повардарски. Значи пак им го правиме кефот на грците за да им го смениме името. Така. Дајте тоа, нека види владава, нека се јави премиерот. Не само ние што се јавуваме, или сега 24 вести да го пропасуваме. Да, ве молам, нека дојде премиерот или било што кое тоа е одговорно лице, нека кажи дека треба виното да биде македонско. Или нека си стои градот, се знае дека Неготино, Прилеп... Да, или градот од каде што се произведува. Тоа би било се? Тоа е се. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Не знам дали имаме време за уште едно вклучување. Дали имаме време за уште едно вклучување? Повелете. Немаме време? Имаме ли на линија уште некој? Имаме, мислам дека од прилика уште една минута, ако ја искористуваме. Добро, бидејќи немаме никој на линија, мораме да се одјавиме. Имаме гледач. Повелете, кој ни се јавува? Добар ден. Добар ден, последната гледачка. Поздрав, да. Поздрав и до вас. Благодарам. Баш ми е мило што се дискутира за вината. Точно е дека вината се
повардарски, а па и ние Кумановчани имаме вино. Так. Винарска визба, имаме квалитетно вино. Добро. Но не сакам сега, ајде да правиме од тоа, него ве замолувам. Тале, значи не гњави, далеку оди од темата. Дале од Прилеп. Што вели по сите маркети има роба од Србија. Па добро, ние ќе се делиме ли со соседите, мора да се живее. Мора да се живее. Мислите на гледачот што зборуваше за шарпланинецот, за ајварот, за... Не. Овој сега пред малку што збореше, дали втор, трет од дале од Прилеп. Да не се представува што вика, оној пат немам прием на телевизорот, ќе ми го прочитам тели прашањето, тоа е. Да кажам, да бидам искрена, со соседите ние мора да живееме. Так. Сега ова го сметам и политички, а го сметам па, како да речам, не може само виното од Повардарје да има. Так. Точно дека рече гледачот. И од Емир Капија има. И еве и Куманово ќе го кажам, па не го поценувам. Так. Значи, сите визби, ако се, да речеме, се соединат, тогаш под едно име ќе иде. Добро. Ама ова секоја визба си има свое име, своји производи и свој квалитет. Добро. Толку од мене, ве поздравувам и се најубаво. Ви благодарам, ви посакувам убав ден, пријатно попладне и ќе кажев дали се слушаме со следен гледач. Не се слушаме со оглед на тоа дека господја Лоза од Куманово беше последната што ја вклучивме во програма. Ви посакувам убав ден, останете, размислувајте и се гледаме во текот на утрешното издание на емисијата Очи во очи. Пријатно.